Масовен одзив и гласање со разум и смиреност побара председателот на ВМРО ДПМН од граѓаните на вечерашниот завршен митинг во Скопје. Победата за возврат ќе ја смета за договор за сериозна и одговорна работа. Повика на единство меѓу сите заедници, особено во Кичево, кој според него се наоѓа пред историска можност да добие градоначалник кој ќе ја промовира инклузивноста и соживотот меѓу сите. Рече дека овој избор не е прашање на етничка припадност, туку на вредности и посветена работа. Иднината започнува денес, не утре. Ние ја започнавме нашата иднина и нема назад. Затоа на вториот круг излезете гордо, достоинствено, мирно, со разум и со срце. Направете го вистинскиот избор. Изберете свој човек, изберете го своето место, затоа што се бориме за вашата, за твојата иднина. И кога некој ќе рече, никој ништо не може да смени, ти само одговори му, погледни околу себе. Ние сме тие кои заедно ќе менуваме. Вечерашниот митинг Мицкоски го искористи и за да испрати пораки до соседите дека е подготвен за диалог, но на исто рамниште врз основа на почитување и на достоинство. Ги критикуваше и СДСМ и нивните црвени линии. Кандидатот за градоначалник на Скопје го представи како сериозен, присебен и методичен човек, кој веќе докажал дека знае како се работи. И Ѓоргиевски испрати порака за обединување наоколу редот и работата. Ви ветувам Скопје дека нема повеќе да биде заложник на политички кавги. Скопје не смее да биде арена за расправи, за инает и за блокади. Изминатите 4 години ни покажаа до каде води тоа, до хаос, до ѓубре и до целосен застој. Ние ќе го претвориме градот во арена за надпревар. Надпревар на добри идеи, надпревар на квалитетни проекти и надпревар на брзи и ефикасни решенија за вас граѓаните. Ѓоргиевски вети од блокирање на сообраќајниот колапс, како и решенија за еколошките бомби во градот и ред во јавните предпријатија. Од оваа партија во првиот круг на изборите добија 33 градоначалнички места. Загарантирани им се уште 2, откако независните кандидати во Македонски Брод и Могила се откажаа од кандидатурите. Во недела за нив од особено значење ќе бидат изборите во град Скопје, во Кичево, во Аеродром, Карпош и Брвеница. Партијата во првиот круг освои мнозинство во советите на 59 општини, што за нив е гаранција за спроведување на планираните проекти.